Потребна е поголема промоција на народниот правобранител и негово доближување до граѓаните, за да може да се запознаат со моќта што ја има наспроти државата и државните институции. Ова е главната порака на третиот извештај на проектот Граѓански мониторинг на народниот правобранител, омбудсманот меѓу институциите и граѓаните, што беше промовиран во Струмица. На презентацијата на резултатите присуствуваше народниот правобранител Мемети, кој посочи дека со новиот закон се зголемуваат можностите на институцијата. По однос на конкретните работи за ова истражување, јас ја наречам како функционираат регионалните, дали и така натаму, многу добро се детектирани одредени слабости. Верувам дека новиот закон, новите можности што ги дава новиот закон, затоа што со стариот закон ние немавме можност да промовираме како институција, затоа што немавме и пари. Секако дека промоцијата треба да се направи и со пари. Но факт е дека не може да биде национална институција која нема можности да промовира. А за да промовира, секако дека треба да има и луѓе и средства. Мемети одговори дека со буџетот за 2018 година немаат средства за промоција. За жал ќе мора да ве разочарам и вас, новинарите и јавноста, дека по однос на тоа што сме се собрале денеска, да се промовира институцијата, да ги доближи граѓаните до правната регулатива во нашето општество, немаме добиено никакви средства. Треба да промовираме со разни донации, со разни проекти, што не е во ред. По однос на останатиот дел што се однесува за зајакнување на кадровските капацитети и за некои подобрување на некои услови наши во работата, сме добиле, но не толку колку законот бараше. Бев приморен да прифатам решенија кои министерот за финансии ги нуди. Однава инфоцентарот, кој заедно со Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија го спроведуваат проектот, велат дека истражувањата на терен во регионалните канцеларии на народниот правобранител, активистите на граѓанското општество и новинарите покажале дека ова институција треба да биде имуна на политички и партиски влијанија со сопствен буџет и поголеми кадровски капацитети. Еден мал дел од сознанијата покажува и тоа дека сметаат дека народниот правобранител, регионалните канцелари треба да бидат многу повеќе активни и проактивни и да бидат многу повеќе присутни во јавноста и на тој начин во суштина и да ја прават промоцијата на својата институција и на тој начин и да се доближат до граѓаните да можат да се информираат и секако потоа кога ќе имаат потреба да му се обратат на народниот правобранител. Дел од новинарите забележуваат и тоа дека тие информациите кои што ги добиваат од народниот правобранител се редовни, но она што го добиваат од регионалните канцеларии не е доволно, прилично е централизирана комуникацијата и сугерираат поголема слобода или самостојност на регионалните канцеларии во тој поглед. Сугерираат исто така народниот правобранител да има и свој портпарол, но она што е најважно и што сите го истакнуваат е дека народниот правобранител мора да биде отпорен на какви било и на секакви политички и партиски влијанија, дека мора да има сопствен независен буџет, дека мора да се работи многу повеќе на градењето на човечките капацитети внатре. Тие и во регионалните канцелари констатиравме дека се и недоволни и се прилично слаби, така што мора да се работи и на нови вработувања, но и на надградба на капацитетите на луѓето кои што работат кај народниот правобранител. Бејкова додаде дека истовремено потребно е и поголема отвореност на правобранителот кон медиумите и помалку централизирана комуникација.